Владата засега не размислува повторно да го врати ДДВ-то за дизелот од сегашните 18 на 10%, рече денеска премиерот Христијан Мицкоски. Одговарајќи на новинарско прашање, посочи дека деновиве на владина седница ќе се разгледаат цените на нафтените деривати на светските берзи и можна е нова интервенција кај акцизите, а дополнително вели како влада активно преговараат и со ОКТА за продолжување на попустот на горивата кој истекува утре на полноќ. Иако не прецизираше колку мерките кои како влада ги воведоа го чинат државниот буџет, Мицкоски смета дека со мерките кои ги презеле се зачувал стандардот на граѓаните. Очекува стабилна инфлација, според него има добра реализација и на приходите во буџетот, а состојбата како што посочи внимателно се следи. Во овој момент не размислуваме за намалување на ДДВ-то на дизел горивото. Преговараме со ОКТА за продолжување на попустот, акцизите остануваат исти, треба да се види сега во втората половина од април која е просечната цена и на безоловниот и на дизелот и на тој начин ќе се носи одлука на влада во делот на акцизите. Безоловниот беше под $1.200 по тон, имаше 2 денара, но очекувам сега и тој да отиде на 1.200, така што и таму ќе имаме 4 денари по литар. Дека нема простор за загриженост, увери и министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска. Состојбата со буџетот е стабилна, а владата вели води стабилни макроекономски и фискални политики и така ќе продолжи. Македонија е трета земја по однос на износот кој што го издвојува од буџетот за мерки и после нас веќе сите останати земји имаат многу мал процент. Тоа јасно кажува дека ние за граѓаните се грижиме. Состојбата ја следиме, во оние моменти кога има услови се донела одлука да се врати ДДВ-то на 18%, што не значи дека е конечна, како што кажа председателот, ќе се разговара повторно, ќе се види, ги следиме состојбите со цените и понатаму ќе носиме одлуки. Инаку денеска се одржа првата седница на Комитетот за јавни инвестиции како дел од реформската агенда, а со чие формирање владата очекува да се воспостави поцврст и поодговорен механизам за одлучување кога станува збор за јавните инвестиции. На денешниот состанок беше разгледана можноста за реализација на јавни инвестиции во вредност од 3,3 милиарди евра во наредните 5 години.